Анита Мицова. Анита е првата од девојките која ќе настапи на малиот концерт. Велат дека среќата ги прати храбрите, но Анита не остава ништо на случајот и вежба напорно. Дневна шема за Анита е малце на плажа, малку на кафе, низ кафичи. Другарки на кафе муабет, има ли нешто порелаксирачко? Но сега разговорите обично се на тема идол. Најтежок леле онај кој влегов на 10 души. Последно сега или предходно? Не, во театарот, првиот ден во театар. Тој ми беше најтежок. Се стреси, се не видно. Ни Бог, ни вино не могу без све, увек ќе бити онако како е. Искуство би кажала дека е многу битно да се пее она што го сака публиката. Би сакала и јас да се осетам дека сум задоволна од тоа што сум го испеала. Конкуренција има, ама јас верувам во нејзе и ќе влеземе меѓу првите. Не и прва, ако не и прва. Да навивате, да гласате, не да навивате, да гласате. Кои ќе навиваме и ќе гласаме, кажи. Така. Се најдобро. Незините блиски веруваат дека таа е она, едноставно најдобрата. Ке биде ли така, или тоа ќе остане само стих од песна? Во меѓувреме, Анита го поминува слободното време со нејзиниот внук и нормално, уште од мал го запознава со магијата на музиката. Да се гушнеме, да се сила.
или? Не бе, чисто онака. Ти фалев уште јас, пошто нели има таму еден црнец во спотот. Нели? И таман ке бевме комплетни, ама следниот пат. Земи си го микрофончето само. Па добро, де малку бојата ке беше таман. Те оставам на жири комисијата и нивните коментари. Здраво, Анита. Кажи, Калиопи, сакаш да почнеш? Па вие, дамо, како се? Не мора. Вечерва да настапува дамите, јас ќе ја препуштам ван на збор. Еве, јас ќе почнам. Добро вечер. Добро вечер. Анита, мора да се сеќаваш дека после финалната вечер во Охрид, во театарот, ти, Ивица, се спремавте за враќање дома во Струга. Да, точно. И се сретнавме на Охридските улици, вие со куферите, а јас на пуш пауза. И тогаш ти признав дека јас тебе те открив само 2 дена предходно. Да, баш така. Да. Ми беше измешана во тие илјадници фаци кои продефилира пред нас тројца, но одеднаш излезе од таа условно жабокречина, монотонија. Сеќам дека се појави во едни фармерчиња, во некоја бела кежуална мајчка. Како и секој ден. Да, но за прв пат ти беше направена косата, за прв пат ги видов твоите убави очи. Ова што сакам да ти го кажам е следно, дека многу ми е драго што не сме сгрешиле во твојот случај, затоа што, ти повторувам, многу на брзина ми дојде некако во финалето. Ама од оние фармерчиња кежуални и мајчка што ги носиш секој ден, па до ова твое издание вечерва, од 0 стигна на 100 женска. Браво! Фала ви, предно. Фала. Фала. Очигледно и во жирито дамите вечерва имаат предност, така да на мене е редот. Анита, супер, прекрасно. Морам да заприметам и да ги пофалам студентите на Александар Ношпал. Да, се гледа... благодарно стварно да ми почна да му стримст. Да ги поздравам. За женските секогаш можело да се искреира нешто. За машките фукни го у сако, дај му панталони, а кратки нека му се, нека му вири кошулјата, не е битно. Единствен Тони покрај себе што го обожавам, со кого би можел да се поднесам во кревет, е Тони Бракстон. Значи, авторката на оваа песна. Песнава исклучително тешка, ти исклучително добро ја донесе вечерва на сцената. Секогаш може подобро. Така е направена песната да во вториот дел јаготката се става на шлагот. Ти тоа го направи на вистина добро. Се слагам со Игор дека сме направиле одличен избор. Ти си веќе 11-тата потврда за тоа. Фала ви премногу. Прекрасно. Нека гласаат оние што те сакаат да те однесат таму кај што ти е местото. Слободно, нека гласа, да. Анита, здраво. Здраво. Испадна дека во овие гали вечери јас најмногу критикувам. Онаа која што досега милуваше да ви кажува убави нешта, но ќе почнам вака. Ќе почнам прво со моите замерки, првенствено што се однесува до стајлингот. Сметам дека токму она што Игор го спомна, тоа ми недостига вечерва на сцената. Таа твоја непосредност, таа твоја убавина и оригиналност која што ти го имаш низ она своје кежуал, што го нарекува Игор, точно во оваа прилика, за оваа сцена и за оваа песна е потребно нешто поинаку. Но мислам дека за 10 години ти ги зголеми на годините, што мене ми смета, што мене ми пречи. Може да е црно, може да е елегантно, фризурата е феноменална, но јас би посакувала да видам на тебе нешто. Она што ти го посакуваш, прочем, мислам дека не знам дали ова е компромис или што. Секогаш и јас правам некогаш компромис, не, но... Не могуќе. Ама имам мајстори за себе, така да можам и да правам компромиси, но она што е дефинитивно што сакам македонската јавност и оние кои што се вечерва тука и пред малите екрани да запаметат дека Анита Мицова е едно оригинално појавување на оваа сцена, дека си оригинален лик, оригинален глас, оригинална боја и феноменално на свој начин ја отпеа песната.
Имавме, а? Задоволна? Ајде, дипломатски одговор секогаш може. Добро, нормално дека секогаш може подобро. Ајде сега претходно, пред да ги поканиме гледачите да гласа, да погледнеме кого имаш за поддршка овој пат. Мојата другарка Данче. Да, мислев дека ќе ја изненадиме. Ама веќе добро знае. Данче, како си задоволна од она што го видовме на сцената од Анита? Одлично. Супер, одлична изведба. Не се ни сомневам дека можеше да биде одличен настап. Супер. Ке ги повикаме секако гледачите да останува уште гласат. сега сите да гласаат за Анита. Настапот беше феноменален. Да не заборавиме само дека Струга има за кого да навива и во овој женски дел и во оваа женска вечер. Па, Стружани, покажете се и овој пат на дело и гласајте за нив.